Четврти последователен мандат за Еди Рама и на убедлива победа за социјалистите по падот на комунистичкиот режим во Албанија. По преброени 95% од гласачките ливчиња, владеачката социјалистичка партија освои 82 мандати со преднос од 230.000 гласови во однос на најблискиот ривал. Најдобри резултати има во Тирана, Фиер, Драчи и Елбасан. Единствената партија со која коалицираше Еди Рама е Македонската алијанса за европска интеграција, кои очекуваат од законодавниот дом да ги бранат интересите на македонците во Албанија. Нашиот главен фокус пред се е економски развој на областите кај што живеат македонците во Албанија, не само делот на Мала Преспа, Гора Голобрдо, за развој на овие рурални области кои се нажалост заборавени од 30-те години од сите албански влади. И пред се во делот на опсегот на правата, секако употребата на узичување на македонскиот јазик на цела територија на Република Албанија, заштита на културниот етнички идентитет, но секако еден од главните предизвици е и борбата против бугарската пропаганда. Рама, која е на власт од 2013 година, беше фаворит за победа, но убедливиот резултат ги изненади аналитичарите, кои очекуваа дека внатрешните судри ќе го намалат неговото водство. Третиот мандат на албанскиот премиер покрај напредокот на патот кон Европската унија го одбележа и серија протести поради наводната репресија врз опозицијата, апсењето на Сали Бериша, но и неколкуте корупциски скандали. Неговата социјалистичка партија беше многу добро подготвена и неговата партија ја злоупотребуваше јавната администрација. Од друга страна, опозицијата е премногу поделена и поради тоа Рама постојано го зголемува своето влијание во парламентот. Коалицијата Алијанса за величество на Албанија, предводена од поранешниот премиер и председател Сали Бериша, обезбеди 52 мандати или 34,5% од гласовите. Постигнаа добри резултати во северот на државата, но беа засенети во остатокот од земјата. Според меѓународните наблюдувачи, изборите поминале генерално мирно, иако биле забележани случаи на злоупотреба. Сепак од ОПСЕ вела дека и покрај напредокот на земјата и треба се опфатна изборна реформа. Иако овие избори беа добро организирани, нашите долгорочни наблюдувачи беа сведоци на широко распространето заплашување и злоупотреба на јавните ресурси за време на кампањата. Од останатите партии и коалиции, место во законодавниот дом обезбедија Социјалдемократската партија на Том Доши, која ќе има 3 пратеници, додека пак коалицијата Иницијатива Албанија станува и движењето заедно ќе имаат по 1 пратеник.